Ово утро се јавуваме од на лице место од јавното предпријатие Водовод и канализација со цел да ја најавиме акцијата за отплата на рати на долговите без камат. Верувам дека ова вклучување на лице место ќе биде корисно за гледачите, а се разбира дека повеќе детали токму за оваа акција слушаме во продолжение од мојот денешен соговорник господин Зоран Недев од јавното предпријатие Водовод и канализација. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска емисија. Добро утро и од мене, до вас и до гледачите на вашата телевизија. Само една мала исправка, јас сум Зоран Недевски. Зоран Недевски, да. На самиот почеток ќе прашам кој е самата поволност од оваа акција и на предпријатието и на граѓаните? Значи, јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје како давател на услугите уште еднаш ка се одважи да спроведе ваква акција за наплата на долговите кои што ги имаат корисниците на нашите услуги без пресметана камата. Поволноста, значи, за граѓаните двојна, да кажам, затоа што во овој период, кога се спроведува акцијата за наплата на долговите без пресметана камата, значи, покрај оваа можност да граѓаните во готово го подмират својот долг, без пресметана камата, јавното предпријатие нуди можности за отплата на долговите на неколку месечни рати во зависност од висината на долговите кои што го имаат корисниците на нашите услуги. Дополнително, доколку во овој период, значи, граѓаните ги подмират своите долгови, нема да се соочат понатаму со понатамошните постапки кои што јавното предпријатие Водовод и канализација ги превзема за наплата на долговите согласно законските нормативи, односно ќе се избегнат дополнителните давачки кои што би ги имале доколку би се утужиле овие побарувања кои што ги имаат граѓаните кон нашето предпријатие. Оваа акција веќе е во тек. Колку одзив има од самите граѓани досега и до кога трае оваа акција? Значи, акцијата започна на 17.2, ќе трае до 2 април, односно до 2.4. Одзивот, можам да кажам дека сме задоволни до овој момент. Значи, покрај, како што напоменав, покрај граѓаните и должниците кои што својот долг го намируваат во целост, дел од граѓаните ја искористија можноста, склучени договори за отплата на рати, така да во овие 8 дена додека трае акцијата заклучно со вчерашниот ден, склучени се околу 280 договори во висина од околу 32 милиони денари. На колку рати ќе смеате да го отплаќаат долгот физичките лица, на колку правните лица? Значи, согласно донесените одлуки и акти на предпријатиево, домаќинствата, односно физичките лица, во зависност од висината на долговите кои што ги имаат, можат да го подмират својот долг на максимум до 48 месечни рати, додека правните лица максималното одобрување на рати е 24 рати. Да напоменам дека склучувањето на договорите се врши од понеделник до петок, значи секој работен ден, до 14 часот, затоа што нашите договори се заверуваат кај нотари со нотарска заверка се. И би ги замолил корисниците кои што сакаат да склучат договор да искористат оваа можност и да го запазиме рокот и терминот кој што го имаме, затоа што сме врзани со нотарските канцеларии. Пред самиот крај ќе прашам и со оглед на тоа дека јавното предпријатие не ја спроведува за прв пат оваа акција, дали можеби можеме да очекуваме и во иднина ваква акција и дали имало заинтересираност досега и минатите години? Знаете како? Токму така како што рековте и како што напоменавте дека не е прв пат јавното предпријатие да спроведува вакви акции. Јас се надам дека ќе има и во иднина, сепак како јавно предпријатие, како давател на услугите, како општествено одговорно предпријатие кое што се грижи за граѓаните, кое што е сервисно за граѓаните, доколку процени и констатира дека има потреба од спроведување на вакви акции, каде што ќе се изврши. Всушност, ние вршиме на помош кон граѓаните, се откажуваме од средства кои што припаѓаат на ова јавно предпријатие, секако дека ќе бидат спроведени акции. Меѓутоа, јас би ги замолил корисниците на нашите услуги, граѓаните, правните, физичките лица, значи, да не чекаме вакви акции, да си ги завршиме домашните работи на времено. Сепак, знаете како, доколку не подмириме една фактура, една сметка, па втората, па третата, се создаваат веќе работи кои што тежат во иднина, кои што го оптеретуваат домашниот буџет.
Ви благодарам многу за одвоеното време и за можноста да кажеме нешто повеќе на нашите гледачи за оваа акција. Ви благодарам и вам. Верувам дека ова вклучување беше од корист за сите оние кои што утринава се на фреквенција на Телма телевизија. Се разбира, доколку сте заинтересирани за повеќе детали токму за оваа акција, слободно можете да ја посетите веб страната на јавното претпријатие Водовод и канализација.